иранциве сериозно и се заканија на Бугарија. Ама многу сериозно. Затоа што ова веќе втора закана, многу посериозна од првата. Им викаат, дозволите ли американските цистерни за допуна на гориво на авиони додека се во лет, им дозволите ли да се паркираат на ваша територија? У америчката база, тамо НАТО база, шо е тоа? Че ве ебеме, ама така им порача. И замислете, овие петлињава балкански, што си направија филм дека се најаки во Европа, дека имаат најака армија во Европа, замислете, им пратија циничен дипломатски одговор на иранциве дека американскиве цистерни, авиони, дека се тука во одбрамбени задачи. За одбрамбени цели се тука поставени. Тоа исто ко Нада, Радмила наша, кога кажа дека од Анкара кога порача дека НАТО има исклучиво одбрамбена задача. Тоа е одбрамбена алијанса. А умеѓу време им дотураат оружје на украинциве, им ги наведуваат ракетиве да маваат руски градови. Али они се у одбрамбена формација. Нема врска со напад, каков напад. Нема бе. Истата работа. Ама види сега, тоа да му го кажеш на некој друг, ама на американциве да им го кажеш тоа, на иранциве да им го кажеш тоа, малце може да стане непријатно. И сега ќе биде многу интересно. Ако Иран дополнително ги изнервира оваа цинична изјава на Бугаријаве и ако не ги треснат со некоја ракета. И ќе видите после таа ракета реприза на се оној бугарите што го правили у минатото. Види, најголема грешка би многу за една ракета да има. Не поише, една. Чисто на показна вежба. Ја мислам дека толку ќе се уфилмаат, овој пут дека и се стои за нив Америка, НАТО, на Европска унија. Ја мислам толку ќе се уфилмаат, ќе влезат во конфронтација со Иран. Ќе сибат мамата. После ќе треба да го востоличат и кај нив овој ирански ајатолах, што е. Оти такви грешки прават, но кои ќе почнат да се курчат, да скокаат ко петлиња, како што правеа тоа у време на Хитлер, и после тоа многу брзо некој вака ќе ги јакне до згора по теме, вака ден ќе ги закова доли, толку ќе биде. Али ајде да видиме. Баш ќе биде интересно после овој одговор на Бугарија, Иран што ќе им одговори и како ќе им одговори. Пази, ја да ви кажам одма, ја не фаќам сир, ја нема да се радувам ако вие попиете ракета од Иран. Не, нема да се радувам. Но само ве предупредувам дека оној што многу скока, кога ќе почне да се удара у гради дека некој нешто, многу брзо животот го демантира. Само тоа сакам да ве предупредам. Башка нормално е. Дури Иран да ви е кивени за тоа што и го правите на Македонија, тоа е Персија, Македонија, колку и да биле непријателски односи у времето на Александар, сепак едно време Александар ко влегол во Персија, потука сме се сближиле, сме измешале крв малце, крвни линии, овона, мислам, нормално е дека Македонија и Иран 92 милиона. Што да ви кажам? Инаку, интересно беше деновиве што бугарашкиве портали кај нас го објавуваат често на Клето Грче, кој што кажа дека Скопје, тоа Македонија, нема никаква историска позадина, нема никакви историски темели. И нормално бугарашкиве портали го вадат на сите портали, тој како се викаше тоа Клетото Грче. Нема везе. Го вадат, драго име што кажал. Се гордеат на тоа што го кажал Клетото Грче. Бидејќи на бугарите од секогаш им беше важен статусот на македонците во Егејска Македонија. Пошто нели ги сметаа за бугари, па многу за тоа им беа важни.
толку важни што никогаш не ги спомнуваа во времето на Тодор Живков. Зошто не ги спомнуваа? Затоа што беа македонци, не беа бугари. Никогаш јавно не искажаа противење за статусот на македонците во Егејска Македонија. Никогаш не се спротивставаа на Грција. Зошто? Затоа што се тоа македонци, не се бугари. И одеднаш само нака површно им текна дека во Егејска Македонија, ако више Заев се откаже од малцинството во Егејска Македонија и таа квислиншка гарнитура на Заев, ако веќе не се тие македонци, пошто заевци се откажа од нив, ај тогаш бугари ќе ги правиме. Што така не бива. Не бива. Не е тоа безлич наморов на маса. Што сакам да кажам? Лесно му е на клетото Грче да кажува дека немаме историја, како народ, како држава. Лесно им е на бугарашките портали тоа да го пренесуваат, како ударна вест. Ако се земе во предвид дека никогаш со око не трепнале на првото етничко чистење на тлото на современа Европа. Што се случило после граѓанската пред и за време на граѓанската војна и после граѓанската војна во Грција. Од 300 до 500 илјади македонци од Егејскиот дел се избркани од своите домови. Нешто, трагедија, која што Македонија од секогаш ја чувала некаде во приоритетните ствари што се однесуваат до македонското прашање. Македонците тоа сеќавање од секогаш го одржувале живо, без разлика дали се од Егејска Македонија или некој друго место. Ние како деца бугари, да ви кажам, уствари многу е глупаво со самото тоа што некој вас ви се обраќа и ви кажува исправа со вас криви дрини затоа што се вие затуцани до таа мерка да вие ништо не разбирате. Вие сте до толку задоени со омраза код македонците да тоа мислам дека нема сличен пример на тлото на современа Европа. Ние сме биле сведоци како деца и како повозрасни кога сме иделе во Грција, кога ќе ти пристапил некој човек, бабичка, дедо, помлад, кој ќе те прашал со шепотење, вие од Македонија сте? И кој ќе кажеш да, кој ќе почне македонски да збори со тебе, кој ќе почне да плаче. Колку од нас биле сведоци, знаете, на такви работи? Илјадници од нас македонците. Дали вие сте биле сведоци некоја таква работа? Ако македонците имаа сеќавање од 45-та, македонски идентитет од 45-та, немаше да не се случува кога ќе налетавте на 90 годишен старец пред 40 години во Егејска Македонија во Воден, да кажеме, кога ќе почне да плаче и да збори македонски со тебе, и кој ќе ти каже дека неговиот прадедо, не знам каде се борел, што се борел и така натаму, за некоја македонска кауза. Веројатно, нема ни да знаете никогаш, а и нема да сакате да чуете, бугари, дека македонскиот јазик официјално е забранет во Грција 1926 година, кога е на власт овој генералов, како се викаше, Метаксос. Забранет. Бугари, македонскиот јазик е официјално забранет, не како бугарски, туку како македонски јазик. Каков Тито го измислил македонскиот јазик и македонците? Кој Тито го измислил? Втора работа што треба да ја знаете, а не ја знаете. Во тоа време кога е забрането македонски јавно да се зборува во Егејска Македонија,
Забрането било дури и на погреб на македонски да се тажат мртвите. Дали тоа ви доаѓа во глава? Некогаш, дали ќе ви дојде тоа во глава, кога ги негирате македонците? Веројатно нема никој џабе ви објаснувам, пошто како што реков, вие сте до таа мера задоени со омраза кон македонците, што не постои друг народ на територија на современа Европа кој што толку мрази друг народ, како што вие ги мразите македонците. Соочени со собствената без идентитечност, како да ви кажам на бугарски, не знам. Соочени со својата заглавеност во собствениот идентитет. Соочени со собствената безизлезност кога е во прашање вашиот идентитет. Тоа е одбивањето да си одговорите на прашањето кој сте и што сте. Ама македонци не сте. Ниту пак македонците се бугари, ниту македонците се срби. Таа работа вие нема никогаш да ја сватите. И затоа е безпредметно со вас да се разговара на оваа тема. Но ова се само мали примери што ви ги наведов. Дека македонците ве земав Егејска Македонија, пошто вашиот партнер од Унијата и од НАТО, Грција, пошто ви никогаш отворено кон Грција не се побунивте за ниедно од овие горливи прашања, трагедии што грците им ги нанесоа на македонците во Егејскиот дел на Македонија. Никогаш не им се спротивставивте на грците за тоа, затоа што не ви интересира, затоа што ваш сега ви текна дека тамо според вас има бугари. Има бугари, тамо знаете кој ќе има бугари во Егејска Македонија, кој ќе си го видам тилот. Тогаш ќе има бугари. Никогаш во времето на Тодор Живков не го спомнавте прашањето на етничкото чистење на македонците од Егејска Македонија, ниту пак проблемите кои што излегоа после тоа етничко чистење до создавањето на независна Македонија по распадот на СФРЈ. Никогаш не го отворивте тоа прашање кај вас у медиумите. Затоа што многу добро сте знаеле дека тие не се бугари тамо, дека се македонци. Како што исто случајот со македонците што живеат во Мала Преспа, во Албанија. Исти потполно е случајот. Да, тие истите со пари што ги... Некој ми позвани. Да, тие истите македонци во Мала Преспа во Албанија со пари што ги купуевте за да се пише дека се бугари да купат бугарски пасош. Во спрега со знаење на албанската влада. Тоа е таа триада, која што радо со кејф би ги видела македонците обезличени. Албанија, Бугарија и Грција. Од тука вашата желба да не ги заматите односите со единствениот пријател што ги имаме у моментов од соседите, кој што покажува некаква добра волја кон нас, тоа е Србија. Иако со србите, бугари сме имале многу проблеми по самостојувањето. И имале они разни идеи тука со Македонија што да прават, за среќа не се оствариле. Но, дека тие единствено играат на пријателска карта со нас, последниве години играат. А вие здушно се обидувате да ни ги заматите односите, па смислувате разни финтици, како нас да ни се згадат србите. А нашиот став е многу прост. Пријатели сме со оние што сакаат да ни бидат пријатели.
Многу е просто, нели тоа природно логично. Со оние што не сакаат да ти бидат пријатели, чак што више што покажуваат непријателска настроеност кон нас, нема зошто да бидеме пријатели. И затоа ли треба, уствари со вас треба за свет човек да се објасна, но пак ќе кажам, затоа што сте толку затуцани, примитивни, човек едноставно некои работи не може да се, нема за некои работи нема никогаш да се разбере со вас. Така што сите ваши обиди да докажете нешто во иднина се почесто ќе паѓаат во вода. Тоест да докажете дека македонците се бугари, сите ваши обиди да го докажете тоа ќе паѓаат во вода. Затоа вие никогаш нема да примите било каков доказ да признаете од било кој друг народ што доаѓа, дали од Балканот, дали пошироко, дека не сте во право. Дека вие сте дојденци на Балканскиот полуостров. Дека вие сте се словенизирале. Откако сте дошле тука како туркменско-монголски племиња и така натаму. 2 века подоцна сте го примиле христијанството, јазикот на луѓето кои што живееле во тие простори, а луѓето што живееле во тие простори, извинете на фактите, али биле македонци. Предци на денешните македонци. И кога овие факти доаѓаат од луѓе, дали од академската фела, дали обични луѓе кои што ја разбираат историјата, пишуваат на TikTok, на Twitter, на Митер, како се вика сега тоа Twitter, X. Вие тие никогаш не ги објавувате. Дури напротив, ќе се случи кога објавата, вчера што објавив на тој твитерашот хрватски, кој ви објасни некои работи. И гледам колку вирална станала неговата скриншот од неговиот твит. И вие, читајќи некој јазикот на кој што човекот напишал, колку не сте во право и колку е тоа абсурдно, што некои дојденци од турско-монголски племиња, што го наследиле идентитетот, јазикот, културата на едни од најстарите словенски народи на Балканот, тоа се македонците, кога кажувате дека македонците се бугари. Ве утепа човек. Иначе тоа е твитот 1920, јас го имав. Ама никој сум го заборел, некој сум сакал да го објавам, сум го заборел и вчера случајно кога барав по тоа архивите го најдов и го објавив. Истото се случува кога оној Калодјар, исто Хрват, кога ќе објави колку не сте во право. Вие никогаш на вашите бугарашки портали не сте го објавиле него. Горан Калодјар, не знам како се викаше. Македонисто. А Хрват нема ништо со Македонија. Нема никогаш да го објавите. Нема никогаш да објавите германци што пишуваат англичани, пољаци за Македонија. Нема никогаш да објавите. И уште нешто. Толку сте затуцани, што како на пример вчера кога го прочитавте твитот на непознатиот господин од оваква, од Хрватска, вие читајќи јазик еден, кој што ви залича на српски, и вие кажувате, ете, со тие србите се здружувате, србите, нормално србите ќе ве бранат кој друг, затоа србите умраза кон бугарите ви создаваат тоа. Вие дури со вашите црпки затуцани не можете да сватите дека тоа е хрватски јазик. Дека тоа Хрват не е србин. Хрват ви го плесна у фаца. Ви го плесна во 1920 година, 2020 година. До толку не ги знаете работите, до толку само ги набадате. Што српскиот и хрватскиот јазик се водат како различни, а се 10 пати поблиски од колку што се македонскиот и она што вие го нарекувате бугарски јазик. Оти србин и хрват нема шанси да не се разберат. Нема теоретски шанси. Сите зборови што ги имаат овие, ги имаат и овие уречни. Ама македонец и бугарин, ако
Ако не си идел во Бугарија, не си имал контакти со бугари, не си не може да се разбира. Ја до ден денеска не ве разбира. Некој вака малце, ако зборува од вас, па и да не зборува толку брзо, има некои зборови, не ги разбира. Не знам што значат. Многу зборови, не 1, 2, 3. За разлика од нив, српскиот и хрватскиот се многу поблиски, да не кажам исти, па се водат како различни јазици. Најважната работа. Почнав со Иран, ќе завршам некаде пак со Иран, ама и со нешто друго. Треба да знаете, сум ви го кажал ова, вие можете што сакате да пишувате против мене, како и што пишуете. Ја гледате, тие некој од вас што на малце по харизматичен начин ме псујат, ме негираат, ги оставам, не ги блокирам. Ве оставам, за да ве видат сите у Македонија какви сте. Оти мене ме читаат многу. И не само Македонија, го надвор од Македонија ме читаат. За да ве видат, да не зборам за иселенициве наши, македонциве по другиве континенти. За да видат какви сте, со какви луѓе ние си имаме работа, какви соседи имаме. Да ја видат вашата омраза на дело, затоа ве оставам. Освен некој од вас кои што се крајно безобразни, брутални во негирањата, во омразата, нив ги блокирам одма. Можете да ме пцуете колку сакате. Ама искуството што ние го имаме како народ, зборувам ова од посовремената историја искуство, е ненадокнадливо во однос на вашето. Што сакам да кажам? Вие сте толку примитивни, затуцани, што вие не можете да видите шумата, да ја видите од дрвата. Вие ја користите истата реторика што ја користеа главните промотори, потпалувачи на граѓанската војна во некогашна социјалистичка федеративна република Југославија. Истата реторика. Го негирам соседот, му ја негирам историјата, му го негирам идентитетот, му кажувам дека не е македонец, туку е бугарин. Истото тоа го правеше Милошевиќ, бугари. Истото тоа го правеше Милошевиќ. Ако не сте знаеле, да ви кажам и да ги подсетам, тие од Еушове третираат што ви рачунаат за братја, членки, партнери на унијата, да знаат какво срање имаат во својата унија, срање од кое што може да стане уште поголемо срање. Ако продолжат со ваквата политика и ваквите односи, и ваквите ставови, неандерталски, шовинистички, фашизоидни, негаторски и редентистички. Така што, рано е за вас зимата. Европската унија, поради таквите како вас, многу брзо ќе има големи проблеми. Ќе ги донесете јад, беда и несреќа на унијата со вашето однесување. Чак што више, многу го сакам тој српско-скопски збор у сленгот што ние, чак што више. Многу е скопски, иначе, ние си имаме скопјаните така прифатено разни изрази ова. Чак што више. Ова со Иран треба да ви биде дополнително предупредување. Така што наместо да му се курчите на Иран со некои цинични одговори на нивните закани, демек сте вие одбрамбена држава која што работи на одбрамбената стратегија на НАТО и т.н. такви, место да му кажувате такви говнари, треба да заќутите и да ги послушате иранците. А ако сте многу толку храбри и силни, вие фино лепо кажете им на фино лепо, исто е така убав еден македонски скопски од слингот, фино лепо, ве молам. Не сербски, сербски ние, серби, Ако сте толку јаки, моćни фраери, место да се курчите на Македонија, вие сега фино лепо кажете им на американците get lost.
изгубете се со вашите авиони цистерни од бугарска територија. Знаете кога ќе им кажете така на американците? Никогаш. Пошто сте кукавици, пошто секогаш сте играле опортунистички и конформистички. Секогаш сте им ги лижале јајцата на појаките. Затоа нема да им кажете get lost на американците. Дали сум во право? И пак ќе кажам, не ви го посакувам тоа, но, познавајќи ги како е до сега политиката на Иран, како делува, колку може да им се верува кога се закануваат, можам да ви кажам дека сте у голема опасност. У толку голема, што заканите на Иран ги пренесе пола свет. Заканите на Иран кон Българија. Пола свет ги пренесе. Толку сте во опасност. А подобро за светот е, за да се спасите од срам, да заќутите, да не попиете ракета од Иран, оти ако попиете ракета или 10 ракети од Иран, така ќе отсвикате, што после тоа светот ќе свати многу брзо какви сте со кои си има работа. И колку потомците на Аспарух, како се викаше тој, Кубран, Мубран, Омуртак, какви кукавици се суштина. Многу брзо ќе сватат со кои си има работа. Така да мој совет ви е пријателски, удоволете му на Иран, кажете им get lost на американците, get lost from Bulgaria, за да си ја спасите мирот, да си го спасите угледот, државата, достоинството, за да не мора после да му покажувате на светот какви чкетини сте. А ние со вас треба да престанеме да се докажуваме понатаму кои сме и шо сме, од вие сами ќе си стапнете во гумната што сте си ги посрале, кога тогаш. Ние треба да се повлечеме од било какво докажување со вас кои сме и шо сме и зошто сме и како сме. И уште една можност да ја охрабрам мојата власт, мојата влада, македонската влада, да истрае во својата политика што има кон соседите и комплет надворешната политика, дека тоа е политика за која што стои македонскиот народ, и ниту на сон да не помисли да ви удоволи на вашите барања. Ниту на сон. Ниту во најлошиот кошмар било кој македонец не смее да сони дека ви удоволил на вашите барања. Значи, бугари во уставот ни подразно. Ни подразно. А ние ќе се снајдеме и без Европската Унија и нивните уцени и ултиматуми што ни ги поставува преку Бугарија. Ете, денес, овој вчера, кога завчера дојде индиската председателка кај нас, верувам дека индиците, не случајно, иранците и се закануваат на Бугарија со ракетен напад. Тука некаде тој ден другиот индиската председателка доаѓа во Македонија, ги знаеме какви се односите помеѓу Македонија и Индија и Персија, денешен Иран во минатото. Александар Богоми до Индија стигнало. И тама нешто се измешале, се наделе, оп. Да направено е по некој дете вамо, тамо, по некој гса расцепен, не е битно, такви си биле македонците шо. Која освојувале тамо, не правеле разлика мушко и женско па некојаш. Дај што даш, војска јеби. Војни, фаланга. Покрај сувото, горело и сировото, ајто пичко матер. Сакам да кажам дека имаме ние пријатели по светот. Еве, сега беше индиска председателка, утре може тоа од ирански кини дојде. Чисто онака да види, да разгледа. Овој комплот на култури, на религии кај нас, во самото Скопје,
да отиде да види џамија, црква, се поздрави со архиепископот и со имамот, и така натаму, и така натаму. Рейсот, како се вика. Утре може кинескиот председател ќе ни дојде. Чекај да видиме, се скаравме едно време. Тајван ни го признав, тамајде се пријатели да видиме ова. Кина ја има да... Кај знаеш, не знаеш, опитиш комади. Еве јас работам интензивно Путин да го донесам во Скопје. Значи не е светот само Европската Унија, Америка. Многу поширок е. Многу е поширок. Зошто не дојде овој од Северна Кореја? Кога си загрозен максимално, немаш многу ти простор и можности за избор. Ја прифаќаш раката на секој што сака, што искрено сака да ти помогне. На секој. Па ќе кажам нешто многу интересно. Дури и да тој секој и самиот ѓавол. Кога си изложен на смртна опасност како народ, секоја сечја искрена помош е добро да даде. Па после тоа ќе видиш колку имаш за враќање, како имаш за враќање, како да, но битно е да обстанеш, да преживееш. После, за тоа потоа ќе му ја мислиш. Кој како ти помогнал, како треба да му вратиш и така натаму. Бугари, искрено, катастрофално е тоа што направивте од нас ваши непријатели. Вие направивте. Ние, по самостојувањето, сакавме да ви бидеме пријатели. Едно време поверувавме дека можеби вистина пријателски сте настроени кон нас, дека ништо ви се сменило во главите. Се излажавме гадно, веќе немаме никакви дилеми во однос на вас. Вие сте непријатели на Македонија и на македонскиот народ. Такви бевте, такви останавте. Такви ќе останете. Тоа е многу жално. Но ние немаме што друго да правиме со вас. Освен да ви вратиме со иста мера. Ние со вас повеќе не можеме ниту да се договориме, ниту да се убедуваме. Немаме време. Загрозени сме. Од вас и сличните на вас. Ние мора да бараме карта за излез. Така што, тоа го знаат и ваши паметни луѓе у Бугарија. Гледам некојаш ќе ми дојде нешто вако. Вие тие луѓе, историчари или научници, вие никогаш не ги емитувате на вашите бугарашки портали овдека, никогаш нивните изјави не се реобјавуваат, реемитираат, никогаш. Кога ви кажуваат дека македонците со право не сметаат нас бугарите за непријатели. Дека тоа што го правите е крајно непринципиелно против сите темелни начала на Европската Унија. Се љутеле ви или не. Вие сте непријатели на македонскиот народ. Чак што више, пак ќе го употребам тој израз, за кој што вие нормално ќе кажете дека е сербски. Сербски ено се употреба во скопскиот сленг, како што се употребуваат и турцизми и не знам какви други изми. Сакав да кажам, не само што сте непријатели, што успеавте од македонците да направите ваши непријатели со вашиот однесување. Чак што више, вие сте главниот желат на Европската Унија за обезглавување на македонците и за темелите на нивниот идентитет. Обезглавување на македонците преку уривање на нивниот идентитет. Вие сте главните желати, ние тука немаме веќе дилеми. Затоа можете до безкрај да си паламудите колку сме ние бугари, колку нашиот идентитет е бугарски, колку Мицковски е сербски агент, појма немам, сербски човек,
Можеме ние до besкрај да ви објаснуваме дека македонците, дека треба да разберете дека македонците не се ниту бугари, ниту срби, ниту албанци. Можеме да преме до besкрај многу работи, но ние сме свесни дека тоа во однос на вас е јалова работа. Значи, џабе. Така што вие може до besкрај да ги повторувате вашите паламудања, фашизоидни, шовинистички. Ние ќе се стоиме зад самите нас, ќе се стоиме зад власта, која што е комплетно ставена во одбрана на македонското прашање и македонското прашање во однос на вас и во однос на Европската Унија. И се додека македонската власт не отстапува во таа борба, во тие напори, ќе има полната наша поддршка, без разлика на вашите пропагандни дејства, субверзивни дејства, насочени против македонците. Сакам да кажам, џабе ви е на вас, многу се заебавте и допрва ќе се заебете. А на иранциве што да им кажам? Си знаете со кого си имате работа и постапете како што мислите дека треба да постапите. А дека ќе добиете некоја извинување од Бугарија, или дека Бугарија ќе им каже на американците get lost, многу сте се заебале. Пошто Бугарија тоа сега нема да го направи. Додека не се посере угаќе, Бугарија ќе мисли дека е најака и ќе мисли дека така треба, да им ги лиже јајцата на посилните, пошто тоа им е у генот. У историческиот, у воено-историческиот ген. Да им лиже јајца на посилните. И ова е уште една работа, бугари, што треба да ја сватите колку ние не сме бугари. Ние вакви, мали, сиромашни, нигде никаде, остаени на шупакот на Европската Унија, не сме ни у шупакот, потака сме негде, оваква, па пак ви се спротиставуваме на сите. Пак ви викаме, нема да влезете уста. Ама не Европска Унија, свети Европска Унија. Тој инет е дел од нашиот идентитет, да се спротиставуваме на посилните од нас, дури кога сме најслаби. Вие тоа го немате. Затоа ние и вие не сме исто. Затоа секоја сме биле на различната страна на историјата. Затоа секојаш вие сте биле рамо до рамо со агресорите, со оние кои што биле окупатори, кои што биле у моментот посилни, мислеле дека може да им ебат матер на сите, затоа секоја сте биле рамо до рамо со нив. Па после, кога некој ве акнал со пуна вака утил, сте менјале страна, сте менјале дрес преку ноќ. Ете тоа, ако свативте нешто добро, и далje продужете вака со коментари, мемиња, шовинистички, фашизоидни на мој дзид поет овие мои објави, слободно, ја ве охрабрувам да видат сите со какви луѓе сте, каков народ сте, со каков народ си имаат работа, кој им е партнер во Унијата, нека видат сите. Нивото нека ви го видат. Ај сега, ја ви кажем на вас, оно што вие никогаш нема да им го кажете на американците, па може ќе си попиете и ракета и од Иран. Get fucking lost.